Некаде сме на средината од изборната кампања и можам со големо задоволство да кажам дека народот масовно ја прифаќа нашата платформа. Еве денеска сме ги Кумановчани, значи нашите стратешки определби во платформата Битка за Македонија, народот ги препознава. Ова се 10 стратешки определби со кои си ја враќаме државата назад, а после е многу лесно да ги решиме реалните проблеми на народот. Исто така покрај стратешката платформа предвидуваме 1066 мерки од економскиот дел, затоа народот може да биде спокоен и во таа насока. Сега е најбитно да се вратиме државата. Со овие 10 стратешки определби ги поништуваме антимакедонските договори кои ги склучи оваа марионетска власт со Грција и со Бугарија, го поништуваме фалсификуваниот попис од 2002 година со кој албанците лажно беа прикажани дека се 25,17% и ќе спроведеме реален попис. Големо задоволство што денес еве и меѓу Кумановчани ја делиме нашата платформа и јас сум убеден дека овој пат веќе народот нема да погреши. Народот повеќе нема право на грешка, бидејќи гледате имаме две партии кои што 30 години лажат, крадат и ја растураат државата. Тоа се всушност фактички гледано и не се две партии, тоа е една партија која ние нарекуваме Погреб за Македонија, составена од ДПМН и СДС, кои што континуирано го рушат македонскиот народ. Баш сега ќе видиме дали на 15 јули ќе успеат да го излажат народот ДПМН и СДС. Јас сум убеден дека овој пат народот ги препознава веќе нивните предавнички политики и нема да сгреши на овие избори. На 15 јули ќе престанеме со националните предавства, на 15 јули ќе престанеме со наредбите од странство, на 15 јули ќе победи народот. Затоа овие избори за нас се повеќе од вообичаени избори. Овие избори се всушност референдум на кој што народот ќе се одлучи или ќе се зацементира се што е брешењето на се што е македонско, или ќе победат националните и патриотските сили кои што ќе ја вратат Македонија на изворните инеденски и јасномски принципи. Главата горе македонци, ова е наша држава, ние одлучуваме. На 15 јули гласајте за единствена Македонија и коалицијата никогаш северна, само Македонија, да се вратиме на државата назад и да направиме Македонија пристојно и убаво место за живење. Почитувани дами и господа, почитувани граѓани во изборната единица 2, поточно почитувани жители на општина Куманово. Денес сме во изборната единица 2, ние од коалицијата никогаш северна, само Македонија. Денешново наше промовирање ќе биде микс од неколку заложби и од нашите програмски определби. Меѓутоа, не можеме и да премолчиме на актуелните, тековните случувања на кои што би требало да одговориме, од причина што нашите ставови се сосема цврсти и мощно јасни по однос на нашите стратешки приоритети. Морам да реагирам во име на коалицијата никогаш северна, само Македонија на вчерашната изјава на манекенот од Министерството за надворешни работи, кој што се обиде повторно по кој знае кој пат да ја убедува, да ја манипулира јавноста и да говори дека Уставот е променет согласно процедурата, дека за него гласале 2/3 од пратениците и дека граѓаните се изјасниле на референдум во бројка нешто поголемо од 610.000. Значи, од тука му порачуваме на овој човек носител на сопствениот и на туѓиот срам, дека во Република Македонија уставното име беше променето насилно. Беше променето насилно во една процедура, изнасилена процедура во Собранието на Република Македонија, каде што со помош на уцена, со помош на откуп, со помош на закон за амнестија, принудија, под наводници принудија, односно доброволија, пратеници да го пополнат кворумот за да има двотретинско мнозинство. Второ, ако не знаел, додека беше министер уште во времето или амбасадоруваше уште во времето на ВМРО ДПМН, морал да научи дека за пречекорување на службената должност се прави, се носи кривична одговорност. Па оттаму, со првиот ден од нашето влегување во парламентот, ние ќе ја покренеме постапката за негова одговорност. Второ, доколку има проблеми со слухот, доколку има проблеми со видот, ние му порачуваме да се најде помош и да му соопштат дека постои одлука на Државната изборна комисија со која што референдумот е прогласен за неважечки. И трето, ако 610.000 граѓани гласале на референдумот, 1.200.000, односно 1.300.000 граѓани не гласале на референдумот. Оттаму паѓаат во вода сите негови обиди за повторна манипулација на граѓаните.
Нека се спрема за одговорност коалицијата никогаш Северна Сама Македонија сигурно дека ќе покрене постапката и ќе бара најригорозни мерки за сите овие носители и на сопствениот и на туѓиот срам. Второ, вчера слушнавме дека полицијата повикала на разговор од некој од учесниците во новите аудиобомби кои што се вртеа во текот на вчерашниот и завчерашниот ден. Повторно селективност, а селективната правда не е правда. Оваа селективна правда очигледно им е во функција на одредени носители на власта во Република Македонија. Оттаму порачуваме да го повикаат и да ги повикаат и лидерите на двете под наводници големи политички партии кои што ги слушнавме што и како едниот рекетирал, а додека другиот го рушил специјалното јавно обвинителство за да помогне да се забошотат случаевите империја. Кривичниот законник е мощно јасен, мощно дециден, се работи за примање и добивање награда за противзаконито действување. И тоа не смее да се премолчува. Оттаму бараме од Министерството за внатрешни работи и од јавното обвинителство итно да ги повика сите повторно на разговор. Третото прашање се однесува на Куманово. Од патриотско Куманово навистина не ми јасно со кои мотиви техничкиот премиер повторно се појавува во улога на носител на листа. Сведоци сме дека кога почна епидемијата, Куманово беше еден од градовите кои што имаше најголеми проблеми. На барање на градоначалникот, не знам колку барање, значи со денови барање, техничката влада и неговиот сопартиец не дозволуваше да се превземат мерки во Куманово, односно да се воведат посебна состојба да се воведе. Оттаму, на сите ни е јасно дека тесно партиските интереси од една страна или меѓусебните партиски пресметки придонесоа да во тој период Куманово избие на листата на најзагрозени градови во Република Македонија. Последиците ги чувствуваме и допрва ќе ги чувствуваме. И оттаму, ако техничкиот министер е неуспешен во неговата работа, посебно е неуспешен во делот како прв човек кој што треба да ја раководи целокупната ситуација во делот на справување со коронавирусот, тој како би можел да биде успешен како иден пратеник. Оттаму им порачуваме на кумановци да водат сметка. Неуспешните не можат да бидат по втор пат успешни и обратно. Меѓутоа, исто се однесува и за оние претходните кои што владеа, кои што од Куманово воопшто не му посветија внимание. Денеска говорат истите за некои инфраструктурни проекти од 1000 километри, а тие не успеа воопшто да му помогнат. И оттаму нашата заложба во иднина ќе биде да нашите избрани пратеници, кои што ние сакаме да бидат и ќе бидат народни пратеници, ќе мора да бидат во постојана комуникација со градоначалникот и со советите без разлика на која политичка партија и припаѓаат. Значи, нашите народни пратеници мора да бидат спојната помеѓу централната власт и локалната власт. Нашите народни пратеници, односно без нашите народни пратеници во иднина, не ќе смеат министрите од ракав да одлучуваат за капитални, за наменски дотации или за блок дотации. Нашите пратеници ќе бидат спојната кои што ќе инсистираат и нема да се одвојуваат од својата избирачка средина, од анаму каде што доаѓаат. Што се случува? Ние досега имаме пратеници на листа кои што се најобични партиски послушници. Истите тие служат само за дигање и спуштање рака, односно за притискање на зеленото и на црвеното копче. Тоа е веќе минато. Нашите пратеници ќе действуваат слободно, ќе действуваат во име и во согласност со граѓаните и во интерес на граѓаните и општините од која што доаѓаат. Односно, избраните пратеници од изборна единица број 2 подеднакво ќе ги третираат сите единици на локалната самоуправа. И на крајот само уште еден дел во делот на социјалата. Значи, ние како коалиција на повеќе политичка партија и неколку здруженија водиме сметка за луѓето, односно за старите лица со мали пензии, односно со ниски пензии. Во првата година од нашиот мандат ќе се заложиме за изградба на 30 пензионерски домови врз основа на јавно-приватно партнерство, од кои што 3 ќе бидат во Куманово. Зошто го велам ова?
Ова го велам поради факта што поради малите пензии се повеќе се на терет на домаќинствата старите луѓе. Дури за жал од пензиите на старите луѓе се издржуваат и големиот армијата на невработени млади луѓе. Значи, за да не биде тоа така, ние ќе се заложиме за ова што го кажавме и во иднина ќе овозможиме најмалку 50% бенефиции за сместување на овие лица со мали пензии во домовите. Се со цел да им обезбедиме достоен, удобен, мирен и спокоен живот.